Се враќаме назад во студиото. Сега ќе ви презентираме уште еден прилог, уште еден кус разговор како најава за вечерашната представа која што се игра во Театарот за деца и младинци. Тоа е представата "Што е силеџија", чии автори се Горијан Милошевски и Хана Миленковска, со која разговарав и која што зборува за тоа дека оваа представа е направена врз база на пошироко истражување, разговори кои што тие двајцата го имале и кои што убаво го отсликува врсничкото насилство, последиците кои се причините и да го погледнеме разговорот. Се наоѓаме во Театарот за деца и младинци, каде вечерва ќе се одигра една многу интересна представа која што го третира врсничкото насилство. Автори на представата се Горијан Милошевски и Хана Миленковска, која е моја гостинка, е воедно и режисерка на представата. Хана, што е силеџија? Што е силеџија, како што рекавте, представа за врсничко насилство, која што е плод на еден подолгорочен истражувачки процес кој што го имавме заедно со коавторот Горијан Милошевски. Значи, зборуваме за оригинални приказни кои што вие ги истраживте, ги слушнавте и кои што се вметнати во оваа представа. Што сугерира представата? Представата се занимава со повеќе аспекти на еден населен чин. Значи, генезата, ја третираме генезата на еден населен чин. Што се е потребно за да се случи еден населен чин помеѓу млади луѓе? Од каде тргнува таа? Ние се занимававме со оној образовен триаголник на училиште, игралиште, дом. И низ призмата на 5 млади луѓе анализиравме една приказна која што можеме да ја наречеме е од играчка плата. Така, можат ли младите да излезат од тој синџир на насилници и насилство? Дали е тоа возможно? Што ви сугерира представата вечер што ќе се игра? Младите сами по себе се огледало на оно што ние возрастните презентираме во животните околности кои што ги создаваме за нив. Значи, единствен начин да се прекине циклусот на насилство е да сите засегнати страни еднакво партиципираат во тој процес, што значи дека без поддршка од нас возрастните не можат младите да го прекинат тој процес и тоа бара многу поголема инволвираност и на системско и на образовно ниво и на воспитно ниво. Така да тоа приказното околу насилството е нешто што не следи наназад како човештво многу долго и ќе не следи понатаму, но ваков тип на уметнички ангажман мислам дека е важен придонес кон таа насока да ние малку поотворено дискутираме таа тема и мислам дека тоа е првиот чекор. Рековте дека е тоа едно истражување што сте го направиле. Кои се согледувањата? Дали силеџијата се раѓа или пак се создава како продукт на едно девијантно општество во кое што доминираат и криминал, и корупција, и разни други негативни проблеми, безпарица, безработица? Соочени со околностите во кои што живееме, многу е јасно што е проблемот. Проблемот е системски и тешко е да се посочи прст на тоа од каде точно се почнува, но важно е да ги отвориме темите и да видиме кои се заеднички референтни точки на тоа што нам не се случувало кога сме биле млади, како ние сме еволуирале од тоа и како нашите искуства можат да им помогнат на помладите генерации. Исто така, оно што е важно е да се напомене дека недостатокот на системска поддршка и недоислушаност на новите генерации, немањето време на новите генерации на родители да посветат квалитетно време и да се ангажираат во поглед на тоа е со склоп на околности, ние не можеме да ги обвиниме се сите родители за тоа што се случува, но е важен аспект на целата приказна е да почнеме да слушаме и да се слушаме едни со други.
Така, повеќе доаѓаат и родители и деца или како е публиката? Еве 2 години игра представата Па што доаѓаат и родители и деца, доаѓаат и од училишта, организирани посети правиме доста тука од училишта заедно со професорки и професори. Мислам дека е многу важно и тоа да се вклучат и во воспитно образовниот процес, да се вклучи и уметничка содржина со ваква тематика. И мислам интересот е голем и посетеноста е голема и за сега мислам јас лично како автор сум многу задоволна од животот кој што представата го има во моментов. И мислам дека треба има повеќе вакви дела. Да, секако. Што третираат вакви важни општествени теми. Благодарам.